Почитувани дами и господа, почитувани гости, добродојдовте на овој наш мал протест во однос на потпишувањето на договорот помеѓу Република Бугарија и Македонија, за кој сметаме дека е асиметричен и штетен за интересите на Македонија. Организиравме една дебата кај што врвни македонски стручњаци од полето на правото, историските науки и дипломатијата го проценива тој договор како исклучително штетен. Од тој аспект гледано, денеска се собравме да го изразиме овој наш протест и тоа ќе го започнеме со последниот редослед. Значи, прво ќе ја интонираме химната на Република Македонија, така да ги повикувам да ја пуштат. Добро, благодариме. На овој собир сакаме да подсетиме дека односите меѓу Република Бугарија и Македонија се оптеретени со одредени, нели сите ги знаеме историските факти дека Бугарија беше сојузник со фашистите во Втората светска војна и дека Македонија беше под бугарска окупација. Во тоа време се извршени многу злосторства и врз македонскиот народ и врз мртвинствата во Македонија, од кое секако историски најзапаметеното е Холокаустот на евреите, за кој бугарската држава сноси одговорност. Исто така за бројните измачувања и стрелања на македонските дејци кои се бореле за македонската кауза. Во тој контекст сакаме со интонирање на песмата сакавме да ја подсетиме со песмата Заплакало селото Ваташа. За жал техниката не ни овозможува тоа да го пуштиме овдека, затоа ќе предаме на следната точка. Со кратки говори, почитуваните наши учени ќе подсетат на овие факти околу кои денеска сме тука да изразиме протест. Значи го повикувам господин Стефан Влахов Мицов да земе слово. Браќа и сестри македонци, Сабајле, еден криминалец и еден татар сквернавеа гробот на Гоце Делчев, кој цел живот се бореше против окупаторите. На 1 август пред 115 години Гоце Делчев напиша дека Македонската револуционерна организација е повеќе страдава
от бугарските върховисти и от бугарската влада, отколко от турската власт. Гоце Делчев велеше: додека моето рамо държи пушка, бугарин нема да управува со Македонија. И ни остави порака да чуваме сонцето на свободата, но не бугарско сонце. Сега ние сме окупирани. Окупирани исто како во 1941 година. И окупаторите са истите, само шо на место германските окупатори, на место германските фашисти, сега имаме американски окупатори и американски фашисти. Истовременно со подпишувањето на капитуланскиот договор вчера за пријателска наводно окупација на Република Македонија од страна на Бугарија, ние практично немаме повеќе во собранието македонски партии и македонски пратеници. Ние немаме повеќе председател на Републиката. Еве сега слушнахте, некои од вас са слушнали говорот, нали, со кој оправдува тоа криминален договор со Бугарија. И тоа пред споменикот на Ченто. Ако имаше капка достоинство, овој председател Иванов мораше пред споменика на Ченто да се самоубие, а не да држи говор. Кажах веќе дека ние сме во историјата се повторува и ние сме во 1941 година, но кога има 1941, ќе дојде и новата 1944. Ќе дојде, но ќе дојде со една нова организација, вистинска патриотска организација за борба за македонска Македонија. Не со лигуши, не со предавници, не со калкуланти, не со криминалци, туку со вистински луѓе. Еве ние тука сме сообиколени со споменици. Македонскиот нашиот цар Самуил, еве го споменикот на Чуповски, на Беровски, вистински, Гоце Делчев, вистински патриоти. Тоа се патриотите. Патриотите не калкулират, патриотите не се кријат. Патриотите не предават националниот празник за да не во тензии. Мора да има да покажеш дали си македонец или не си македонец. Ете тоа, во иднина тоа ќе го направиме. Во имена тоа ќе го направиме и секој ќе добие тоа што заслужува. Туку не е изборни казни и така да, вистински народни казни. Ете тоа, благодарам. Благодариме на професор Влахов Мицов за овој многу инспиративен говор. И јас сега би го поканал следниот говорник, професор Тонино Уновски. Повелете. Денес Република Македонија се наоѓа навистина во критичен историски миг за понатамошно обстојување како држава и како македонски народ со сопствена држава. Затоа што овој договор дополнително отвора редица процеси кои што ќе донесат до структурно уривање на самите фундаменти на македонската држава. Како што знаете, македонската држава согласно и овој устав, рамковниот устав, се уште го има оној национален конституент во смисла на носител на државноста. Во таа смисла, овој така наречен договор со Бугарија е навистина нелегитимен и штетен по основните национални и државни интереси на Република Македонија. Во таа смисла, секој македонец треба да свати дека денес, сега и овде е битката за Македонија и дека не само со овој договор, туку и со редица најавени договори, само дополнително ќе се нарушат основите на нашата држава и ние мораме на секој можен начин, се разбира мирно и демократски, да се спротивставиме, затоа што не постојат други начини како може да се спречи овој очигледно веќе поширок стратешки проект за разнемитување на основите на самата наша држава. Во таа смисла, секој македонец
мора да го даде максимумот од себе си, да свати дека сега и овде се бори не само за својата сегашност, туку и за својата иднина, а ние друга држава, како што знаете, немаме, и во таа смисла овој така наречен договор е апсолутно штетен, погубен, дури би рекол за македонските национални интереси, особено членот 11 ставот 5, со кој што се откажуваме спротивно на сите меѓународни закони, нели меѓународно право, се откажуваме од сувереното право на македонскиот народ да се грижиме за своите македонци, нели пород кои што живеат како национално малцинство, кој што за жал се уште не е признаено од Република Бугарија, иако се тие, како што знаете, членка на ЕУ и на НАТО. Во таа смисла ви благодарам и секој од нас треба да продолжи понатаму, нели да се бори за ова парче земја, затоа што ние друго парче земја немаме. Благодариме на Тони Ноновски. Следниот говорник е професор Јанко Бачев. Добар ден и од мене, почитувани браќа и сестри. Јас само накратко ќе кажам дека гледате понижувањето на Македонија, на македонците продолжува. Покрај срамниот и штетен договор, видовте вчера кој беа во делегацијата на Бојко Борисов. Од Бугарија најголемите антимакедонисти, значи и со тој чин, и со таа делегација, ние како македонци бевме длабоко понижени. Меѓутоа, треба да ја погледнеме на вистината во очи. Не се нас криви бугарите, вистинските бугари кои што се горди на своето монголско-татарско потекло. Ние сите страдаме од нашите, од македонските бугари јаничари кои што не издржале во историјата. И сега тие македонски бугари јаничари толку се усилија бидејќи инсталираа и свој човек во владата. Македонскиот бугарин Никола Димитров, во моментот министер за надворешни работи на Република Македонија. Значи, тука треба ние да ја погледнеме на вистината. Ние страдаме од нашите, од јаничарите кои што не издржале за жал во историјата и сега не ги праваат сите овие проблеми. Сите ако ги видите овие антимакедонисти, ќе видите сите тие дека е кој од Ресен, кој од Охрид, кој од Битола, кој од Штип. Значи сите тие се наши македонци, но за жал одродени кои што во историјата во дадени околности не издржале. Значи сега останува на нас македонците. На нас македонците да го заштитиме нашиот идентитет. Следна прилика се следните локални избори, а се веруваме дека ќе има наскоро и парламентарни избори. Народот повеќе не смее да сгреши. Море на овие две банди, левата банда предводена од СДСМ и десната банда предводена од ВМРО-ДПМН, мора еднаш да им се застане на патот. Оваа состојба повеќе не може да ја спречи нити председателот, нити владата, туку може само народот. 26 години се менуваат на власт, 26 години на земјата не ја оди добро. Затоа сега, уште еднаш ќе повторам, народот повеќе нема право да сгреши. Ви благодарам. Благодариме на професор Бачев. Значи сега според нашата програма треба да се положи цвеќе пред македонскиот цар Самуел, да ставиме јасно до знаење дека различните толкувања на историјата не ги признаваме, туку царот кој имал тврдина во Охрид е само исклучиво македонски цар. Повелете. Почитувани дами и господа, сега сме и кај последниот дел од нашиот настап, че ова е копија од тој срамен договор и кој ние сега јавно дека ќе окажеме нашето мислење, значи ги поканувам говорниците да придат, да го поделите и така до секој македонец нека допре по едно искинато парче од ова и јасно да ставиме до знаење што мислиме за ова. И јас само ќе додадам дека сега ние го кинем копието на овој договор, но во блиска иднина ќе го скинеме оригиналот
и сите други договори кои на штета на Македонија кои ќе бидат подпишани. Ќе ги избришеме едноставно сите ќе ги избришеме автоматски, со укази ќе ги избришеме. Пошто тие не заслужуваат да бидат третирани, да бидат анализирани, тие се толку штетни, затоа што мора да бидат одма веднаш збришени. Почитувани, велате најдугачкиот пат започнува со еден чекор и најдолгите протести започнуваат и со еден протестант. Вас има прилично, мислам, бројка која е за почит. Ви се заблагодарувам на сите за присуството. Мислам дека овој протест ќе допре до тие што треба. Ние нема да застанеме, ќе продолжиме и понатаму додека не се реализираат сите македонски интереси и додека не се дефинираат јасно црвените линии после кои нема да има компромиси повеќе. Ви благодарам на присуството, да сте живи и здрави, да живее Македонија.